3 лица ноќеска неја издржа инвазијата на ковид инфекцијата и починаа во клиничката болница во Штип. Станува збор за лица од Штип на возраст од 66 години, Радовиш 75 и Делчево 78 години. Во меѓувреме во болницата на лекување има 97 пациенти и само уште 3 слободни места на инфективното одделение. Во модуларната болница се сместени 41 пациент, а на инфективното одделение 56. Вкупно 41 пациент се на кислородна подршка. Информираат од клиничката болница. Од денес во болницата во функција се става и резервоарот за кислород за потребите на модуларната болница, со што се олеснува работата на персоналот кој на неколку часа беше принуден да ги менува испразнетите кислородни боци. Се фокусираме на делот со кислородните боци како и до сега во зградата на инфективниот оддел, ќе манипулираме со нив таму, а во овој дел што е со модуларната болница, ќе ни во многу олесни работата, бидејќи знаете до сега доводот на кислород во модуларната болница беше централен, значи меѓутоа станицата за кислород која што беше таму поставена беше сепак на принцип на боци кои што требаше на одреден период на неколку часа да бидат заменувани и тоа бараше дополнително 24 часови ангажман на. Дополнително во тек е тендер за набавка на 120 тони течен кислород, зашто потрошувачката е енормно голема. Пациенти не треба да се грижат, ние ќе си имаме редовна достава на кислород, сега додека има потреба за тоа и додека имаме нели вака висок број на пациенти, така да што се однесува до имањето на кислород во клиничка болница Штип на инфективниот оддел, не треба да се држиме за тоа. Доставата ќе си биде редовна, а наше е да најдеме начин како да ја снабдуваме болница. Во меѓувреме имунизацијата на населението на сите вакцинални пунктови се одвива нормално и без проблеми и компликации, вклучително и во спортската арена Борис Трајковски, каде од денес почна вакцинацијата и на лица од 73 и 74 годишна возраст. Луѓето сакаат да се вакцинираат и мислам дека со зголемувањето, со доаѓањето на голем број на вакцини во нашата држава, верувам дека ќе стигне на добра количина од 200-300 илјади, што би можеле за многу кратко време, за недела, 2-3, да го имунизираме оне население кое што сака.